Колешке Пешевска, морам најпрво да кажам дека имавте добро презентирање на ревизорскиот извештај во неговото цитирање по констатираните неправилности и тоа е нешто што во интерес на јавноста да се запознае е добро да се нотира. Јас имам некој дојам дека оваа расправа на комисијата се одвива на некоја релација председател на комисијата, пратеници од опозицијата, повикување со квалификации позитивни на државниот ревизор, па он одговара на тоа и со една надвор од извештајот конструкција на одговорност на владата, на Министерството, на Фондот за здравство и така натаму. Сметам дека во пристапот ваш треба да имаме една единственост дека сите ние овие констатирани неправилности и незаконитости ги крајно осудуваме, дека по однос на истите сме на иста линија во борбата за нивно надминување и потенцирам во повикувањето на одговорност на секој што истите ги сторил и посебно што врз база на таа неправилност и незаконитост извршил и кривично дело. Нема шанса, колешке Пешевска, да државниот извештајот на државниот ревизор во обвинителство да не се третира. Он се третира уште во нацрт верзијата, значи во почетниот извештај, и таму се одма постапува за работи кои што од страна на МВР и на обвинителството имаат кривично правен аспект. И тоа требаше да го каже и државниот ревизор, бидејќи од 21 година е извештајот, имат они после овој конечен извештај, имат и препораки и имат посебна ревизија после препораките, што се направило по тие препораки, така да сега сме 23 година, нели? Така да не е само да се напише нешто, да се констатира, сите имаме обврска, што е наведено во ревизорскиот извештај и парламентот, и влада, и министерство, и фондот да преземеме соодветни активности на измена, у нашиот случај на Законот за здравствена заштита и Законот за јавни набавки, што ни за жал, го немаме направено. Исто така го нема направено и владата да го истото предложи, односно Министерството за здравство. Јас сметам дека ризикот, како што кажа државниот ревизор, од тоа што на монополска положба на бабувач на опрема и дистрибутер на лекови се јавува и во тоа набавува на реверс лекови за биолошка терапија, кои се над потребите, односно над обезбедените средства, у најмала рака има име и презиме кој тоа го правел, у која фаза кој бил инволвиран у таа работа и тоа е тоа што е на другите надлежни органи кога овде се констатира како неправилност, да се испита и докаже и за тоа да има одговорност. Тоа е од прилика постапката како треба да се и сега неколку пати државниот ревизор ви кажува дека работата е од пред 20 и повеќе години, не ви од сега е. Еве, лековите не се ажурирани листи од 2015 година. Од извештајот на државниот ревизор од 2012 година имаме исти констатации дека се има пречекорување на буџетските средства кои што од согласност на Министерството за здравство, дури и 2008 сега ме поправат, не се одобрени од Фондот за здравствена заштита. Значи, оваа работа е со еден долготраен период на и точно е тоа, треба да се испита дека истиот има рефлексија сигурно и во други клиники и тоа е една работа која што треба
адекватно на овој пример да се надмине и во другите клиники да нема овакви состојби, посебно од аспект на последици на равноправно третирање на здравствените услуги на секој пациент. И само ќе завршам со тоа, софтверските решенија кои што требало да ги изготви Министерството, се за одговорност, што не ги изготвило, се слагам со вас. И у таа насока треба да се види од кога тоа не е изготвено и да бидејќи тие софтверски решенија и пратење на материјалната и сметководствена евиденција на набавката на лекови во врска со тоа пописот, во врска со сето тоа, пак намената според законот на средствата, тоа е тоа што отсуствувало и за таа работа треба одговорност. Јас само интервенирав во тој дел и сметам дека уште еднаш ќе поновам да не извлекуваме од сета оваа работа непотребни селекции, овој е одговорен, овој секој што е во рамките на овие неправилности и незаконитости, секој треба да биде одговорен, без разлика дали е од оваа влада или од претходната влада, од оваа министерство или претходно министерство, бар така го сванав ја ревизорот, бидејќи овие пратеник ви помина времето за реплика, да. Стварно, ја па не видам. Благодарам. За реплика е пријавена